Добар дан. Добар дан. Може ли да го види овој телефон? Може, слободно. Извини ме, дечко, не беше намерно. Случајно ми падна. Ама, и не му е ништо на телефон, еве гледај. Не му е ништо. Господине, ај гледайте ви малце. Гледайте, цел екран е уништен. Овој ќе мора нов да се стави. Па добро, и нов ако треба да се стави, ќе се стави него. Колко тој може да кошта? Па, за овој нов модел околу 25.000. Што збориш, бе, дете? Бе, ти добар ли си, бе, да не си вручи нешто, бе? 25.000, а што да му смену целни телефон или само тој напред? Па, господине, кад не рукуете ви пажливо, што да ви ја право? 25.000? Па ја за тие 25.000 по брек треба да продам, бе, негде на црно тржиште. Господине, значи, или ќе го платите штету, или сега ќе земаја ќе ви викну полицију, па ви разберите се с ним. Ама не, чекај, дете, зашто одма полицију ќе ми викаш мајко му? Еве, например, нели може да се договоримо некако на претлото? Да го направимо божеством ја ваш. Еве, корисник па да го направимо тој телефон на претлото да седе на годину, две. Може, Три. еве. За 2500 денара месечно на 2 години договор. Ама кад сте ви веќе направиле штету од 25.000, значи на 3 години ќе мора. 2500 денара, 3 години. Што збориш, бе, дете, бе? Еве ти, одма маказе. Аргни тој да не те гледам, извади тој бобрек, што? Животот промени многу работи. Ги бенував и девојките, се додека не ја пронајдов вистинската. Само едно нешто не сменив и беше секогаш до мене. Сано, мојот најдобар пријател, кој дури и мислењето ми го освежува. 30 години кватро. Квалитет кој не се менува. Смирува, релаксира и помага за мирен сон. Повеќе магнезиум, значи помалку стрес, замор и депресија. Визијана МГ 290. Премиум грижа за вашето тело. Баце Стојко, дошли си, а? Тако е, бре, баце Стојко, па и ти да ме почекаш мене еден пut, мајко, а? Добро да е, ништо ја не кажа. Ни дек се до 2 сата дек те чекам. Ни па кажа дек сам припие преко ограду, зашто заклучено. Туту си. Та прерипаш, знаеш да прерипаш ти. Јас сам осетија тој да ти кажу право. Стално приметуju, не по ограду, него по ракију примету. Стално ми фали у шише кад доваѓаш. Тој, уопште не е тачно. Никад не сам се прожио од шише да пину. Знам ја, ама пину си од балонче, потеглу како можу и оставу. А ти куде беше досак? Море, ја куде сам бија ти да не идеш, баце Стојко? Ја куде на доктора, гледаш тога документи. У Скопје имаше закажано. У колко ти беше термин? У 10. Па си отиде ја на време, у 7. Па зашто толку рано си отишија? Што рано, бре? Па да ме прередили некој? Рано било. Бре, чути, среќа еден земљак со мене таму па барабар драмас ми си примам му обед.
Ставре, земјаци су компири и мртваци. Тој е био од исти крај како тебе. На што се жали тај? Он се на жену жалија и тој пред 10 години. Појма немам нешто, не било у форму. Па што му кажа доктор? Кажа му доктор дека ако сака да остане жена му у форму, ќе мора свак ден да оди по 10 километра. И? Што и бре, доктора мора да слушаш. Одила жена му стварно. Одила свак ден по 10 километра, се у исти правац. И еве сак требала да напуни 75 години. Али никој не го знае куде е, не може да го најде. Вре, како на времето на тебе не ти е текнало, ставре, за снајку? Колко е медицина напредувала, Не може све на мене да ми текна, може би ми помогнаја и на мене, да знаеш. А njega, колку толку помогна му на овога, земјака што ти викам, помогна. Како мислиш, што е колко толку му помогна? Па такој колко толку. Кажа му да еде само стар компир. И да дојде, ама да дојде за брзо време кој е njega. Добро, ставре, зашто само стар компир? Па, не бија сигурен доктор дали ќе го дочека млад компир. А друго, што му кажа? Па кажа му још и да иде у тој, у Доеран бре доле, Доеран, там кој што се мачкав со стајкал. Кажа му обавезно да се мачка и тој почесто 3 пат на ден со стајкал. А што, ако се мачка, ќе му помогне ли со скал? Ма јок бре, ќе му помогне. Него вика, кад таква работа ќе морам да почнеш да се привикнуеш на земју. А ти улегнали? Ја? Што ти на тебе, бре, ни на ред не дојде. Кад сам го здуваја, кад чу што му кажа на njega, што ќе улазам? Да чую ли докуде е медицина догорала далеко? Бежи, бре, таму. Па добро, бе. Дај сак тој шише што ga фалиш. Нега ја фалу, него кажа фали ми. Па добро, да еве, убаво викаш фали ти и мене ми фали. Не даш. Здраво, женче, здраво. Гледаш што носва? Куфер, бе, жено, куфер. Зашто служи куфер? Што? Па куфер да путуемо, значи. За тој служи. Да спремимо ствари да путуемо. Слушај, моја се љутиш, мало тама се љутиш, види, имаше свашта меѓу нас. Оно не само меѓу нас. Меѓу сите, знаеш што све не прави. Сакав се, онодив се, па се карав, па се занеќав, па се оставив, ама ако не су паметни како што сам ја, па на време си се организирав, овако се спакуев како ја. Тоа се посветив, дадев све од себе да си ga спасим брак како ја. Значи, треба да дадемо све од себе. И затоа јас сам даја све од себе и сам резервираја 10 дана на мод. Да забравимо сви лоши работа. Лошо позади нас и да се присетимо само на убави работа. Колко беше тој убаво. Ќе биде убаво. Ќе биде убаво, само мора да дадемо све од себе. Јас сам даја све од себе, сак треба и ти да дадеш све од себе. Такој, још само овие. Па овие не су моја лишта? Жено, бре! Па што прави овој човек позади кревет? Позади кревет не знам што прави, ама у кревет чуда прави. Не се љути, молу ти се, не се љути. Ја даде све од себе. Ја даде све од себе. Даде све од себе. И што да се надам дека ќе биде боље после овој? А ти, бе? Ти на што се надаш, бе, саките утепам, бе? На што се ти надаш, кажи ми? Ја се искрено надам дека све ќе успее меѓу вас. И молу те, немој да се љутиш. Ја даде све од себе. Се, виду ја дека си даја све од себе. И затоа зимај овој што си даја од себе и бегај да не те виду више. Мрж да те нема. И слушај, немој случајно да си помислија
дека и тебе ќе те водиме на одмор. Чули? А ти? Ти дај бе женче сега све од себе. Ајде, дај се од себе и побрзо се пакуј, мајко му, треба да поваѓамо, резервирани со 10 дана. Ајде. Јас спреман. Ти? Мука. Мука е кад си негде у странство, например у Германiju, и покушаваш на конобара да му објасниш да ти донесе воду од чешму, ама да го пушти малко да истече. А? Хај објасни. Gefufen, overbloister, gestrasen. Објасни, ај. Мука е и кад брзо улегнеш у собствено купатило и наместо да го одвржеш у чкур на нови модерни тренерке, ти го само још појако завржеш и тој у чвор. А? Так почиња мука. Мука е и кад ти дојде на гости зимоска, а близак човек. И у исто време кивне и прдне, тоест направи скриншот. А ти си на муку и у дилему дали да оставиш затворено и умреш од смрдешку или да отвориш џам и у салон да ти бидне минус 20 степена. Мука е безизлазно стање кое повише тера на појање него на плакање. Како? Вика, види ga, ми смо у дугови како Грчка, а он пое. Па боље да пој него да плачу. Мука ме тера. Мука. Ете па ја мислу крајно време да се уведе путарина и за пешаци. Па многу почна овој народ да се шета натам навам и тој бесплатно. Па не може више такој. Бре, и плюс бре, ковид криза, и не се трзав бре, шетав и не се плашив. Оно па како и да има од што да се плашив и за што да се плашив, та бре, некој живот да не имав. Ама па кад помислиш по оно, и тој шетање не ги е баш бесплатно. Све што имасва, земасва ги политичари и сега ете за тој нима никој не може да ги свари. И исто како жена ми. Да, баш оној да му викам, жено, ти си спремна за политичара. Собрами ги све паре, изнакажа ми 300 глупости, а ја ништо не те разбра, скина ми ги живци начисто и на крај за све тој мене ме обтужи. А она па на мене би вика, а ти си спреман за бизнисмена. Зашто викам? Па затоа што многу работиш у последно време, па почна да остануеш и прековремено. А бре досе, осто многу работиш, почна и у сан да го довикуеш секретарко. И ја побегна еднак, да не добiju некој шљапатарку због секретарку. Па будала бре, него ни праша зашто сам го довикуваја. И кој знае што све сам му направија у сан, а? Па што? У сан, па некој жене како викав, ти бре досе можеш само у сан да бидеш со мене. И ете, ја барем го санува. Што се мене тиче, она е веќе одадена уствари и нема што да тражи со мене. Да, па наравно дека муж и жена може да има пријателску везу и без секс. Да, тој се вика брак. А у брак, што да ви кажу? Мрак. Што и да ви каже она, одма ви се стамни. Еднак. Ајбе, дете, па ти што се тресеш како 100 дена пред првим, мајко му? Деко кој е врчина надвор, бе? Бегај, жив смрзнаја, чиче. Него, тебе што су те замотале како мумију целога? Абе, дете, што и да ти кажуju, нема да ми поверуеш. Абе, ништо све сам прошје данаска, све веруву више.
Па хајде так, да ти кажу. Знаеш како бе, дете? Ја имам жену 2 пут помлада од мене. Убава. Изгодна, не викам ништо. А искочим у чаши и си се цвери во њум. Гледав. Абе денеска пуштиме мене порано од работа. Работу ја још. И ја правец дома. Не иду други по кафанема. Ја правец дома, да видам. Задзвонуја на врата. Никој не отвара. Неќеш, кучко, неќеш. Задзвону ја, па, упорам. Бре, пројдева 5 минута, она го нема. Едно време искача у спаваќу. Неќеш бе и ти, унутра што си с njom, да ми избегаш. Ја прац, спавајќи собу, легну и одма под кревет. Онга нема, мамици, ја одма у амерички плакар тамо, отвору, поразврту у тие сукњи, у аљине, она што ки има. Нема го ни тама. Неќеш бе, кучека сапско, неќеш. Ја одма у дневну собу, одма под 7 разврту се погледам, гледам. Нема га, у регал, у дневну собу, па гледам. Нема га и текне ми. Неќеш, куче, неќеш бре. Ја на терасу, погледам лево, нема га, погледам десно, нема га. И чек напред, ама се поднаведну повише, па кад падну доле дете разбiju се. А ти? Па како што викаш бе, чиче, свак со своју муку. Имам ја едно девојче, ама има она мужа. И муж во на работу, ама врати сом порано сега. И поваѓам ја да бегам, ама нема куде да бегам. Вика, нема шанса да се скриеш од неја, вика, кога е нашија, вика, скршија га е ќутек. А како се вика тај девојка ти, што викаш, има мужа? Надица. Надица, смеѓа. Да, ниска една, убава, абе, глава боли. Ама има еднога мужа тамо шлямчо стар некој. Живи овам куде бунарче старо. Абе, па тој е жена бе, е сега, да може да стану како што, не може да стану кете у теба, не може да стану. Абе, човече, седи миран, не ли гледаш у какво стање смо? Остање добро, ај, еве, не стануј да ту тепам. Ама бар да ми кажеш бе, куде се скри, да знам за други. Како куде? Па, кад те виде, ја замрзна цел од стра и му насе у фрижидер. Ајсак, дај по едну ракију да пиемо, за убав дан. Дај би кад не би дај, и кад не сам дај. Него нема, потроши се бре одамна. Хајбе, Ставре, у очи ме гледаш и ме лъжеш, помиришеш на ракију, бе. Прво, па се Стојко не те гледам у очи, него у пужајку гледам цело време. А друго, миришу, па до толку имам колко на зуб да став. Ставljam na zub, dak me boli, pa da utrne malce, da ne me boli. Mnogo boli. A odamna li te boli taj zub? Odamna, od kako dete, i ja sve tako ga leču. Moram. Da, ti si znaš, gre na tvoju dušu ako imaš rakiju, a nećeš da dadeš za inat. Ti si znaš, nego drugo da te prašam. Ne, dek sam rado znal, pa me mnogo interesira. Ама ljudski je komšije smo da prašam. Како има едно време, не тве слушам да се расправljate sa Snajko, srediste li ги odnosi? Odnosi? A valda ti je, pa se Stojko kude ti tekna, da se ne rodiš odnosi, baš pogodi za temu. Ona i večer, bre. Ja u kujnu seču gu Viagru na 4 dela. Za odnosi neka ikaš. Viagra na 4. Cak, kad ulete Snajka, bre, u kujnu. Kad te viknala, ne bre, slepcu na 4 dela. Nikako. To je da ima dejstvo, se pije samo celo jedno apče. Pa ja tako je znam. Ove ljudi ima kažujev, tije što pijev takvi apčinja. Ima i takvi što pijev takvi. Знаеш ti, drugari su ti sigurno.
Знае и она, не само ти. И ја му кажа како што е и на тебе ќе ти кажа, ама полака, нежно на нju му кажа. Злато, бре, викам, душо моја, срце моје, бре, немој да мислиш дека свет се врти се около тебе. А бре, ја овој четвртинче виагру ga пiju само колко да иду по малу нужду. Да мочам, бре, тој што се вика да искочу по надвор, Да, а унутра идемо. Да. Абе, ovo ti vikaš smireno, što vikaš, samo pago njuma, to je tera na nervozu, be. A baš je vi ovoj da te prašam, koliko vreme vi ovako alujete sa snajku i neste u dobri odnosi? А не си знати Желја, нели? Па не, да те прашам да си смени професiju случајно, да не би на брачни саветник дека све нешто прашуеш за брак. Dobro, be, ne se ljuti odmah, ne se nerviraj, majko mu, samo pravimo mu obet. Па правимо му обетама све за мене. Од кад сам осетија, од кад? Одавна, још кад напунисмо 20 години брак и она кад дојде еден вечер и ми кажа, Злато, ја тебе нема да те оставу никад. Ajde, be. I ti? Што ја? Ја тој знам одавна и сам се помирија со тој. Остављали се бре вакво злато. Знам ја дека никад нема да ме остават. Абе, не може да терате такој, бе, ставре, не се тера такој. Абе, беше ли по некој доктори да се распрашаш, да ти кажев како може да ти помогне? Бе, еден пут сам бија по доктори. Джабе бре, ништо баце Стојко. Вика, отрнале сте на брак. Тој ви е, нема ништо. Па добро бе, ако не доктори, па зашто не прашаш, ете, народна медицина, некои чаеви, нешто, па по бајачке бе да идеш, бе, ставре. Де бре баце Стојко, зар сумњаш у мене, јас сам народски човек, зар бајачки не ги знам. Па беше куде оној познато, тај што е од оној село, зак забрави како се вика селото. Беше, она све погаѓа, све. И ја прашаго, викам, добро, ти кад толку знаеш све и погаѓаш све, може ли едно нешто да направи за мене? Рече, она може, прашај што? Викам, може ли ти да вратиш стару љубав? И? Она вика, може, како не може, вика, колко сам ја стари љубави вратила. Па викам, одлично, што можеш да вратиш ти стару љубав? Дај бре, врати ти овој моју љубав, ама куде њој ни дома. Дај више, нек си иде, не може да го гледам со очи, бре, преко главо ми е. Да? Ало, добар дан. Добар дан. Кажи. Сигурно се прашувате кој сам ја. Нема бе ја што да се прашуј. Тебе ќе те прашам. Кој си ти? Јас сам психијатар. Психијатар? Да, ама на вашу бившу жену, ако ме разбирате. Разбирам ја до толку. И, кажи. И видите вако е, она не е дошла на терапiju куде мене има едно добри 3 месеца. И јас се многу секирам за нju. А и само да ви напомну дека ќе иду за кратко на одмор. Сак малко само тесно с паре, па ви ја замолија нешто. Значи, например, ако може да му пуштите едну SMS поруку дека ви многу фали. Или још боле, например, да ву се јавите и да ву кажете дека нема више да ву плаќате алиментација. Мрш бе, ѓубре едно. Може и тој, још боле, ама на њума, не на мене. Може. Ало? Смирува, релаксира и помага за мирен сон. Повеќе магнезиум, значи помалку стрес, замор и депресија. Визијана МГ 290. Премиум грижа за вашето тело. Газда! Колко ја газа толку ти домаќин. Кажи, мајсторе, кажи! Дојди малку. Слушај ока, ќе купиш едно 10 штекера. Од куде?
Било од куде, не е важно. И ќе земеш едно 50 метра кабел. Било од куде? Како бе од било куде? Не од било куде, па се струили да те утепа. Од кабел кој ќе земеш. Од... Ај, мајстор. Е, Од кабелко. од кабелко, ама дебелко. Глеј. Фабрика за инсталациони кабли со врвен квалитет. Кабелко Мак, Куманово. Мајсторе, свети унутра, еј! Мајко му, гледам те, онако е баш опуштена варијанта, а? Уживаш. Кад те пауза, значи никој не треба да те подсети ништо, одма прв си, опа, и так. А кад треба да се дојде на време на работу, тага никад не можеш да запамтиш и да дојдеш на работа. Бе, шефе, ти не си дома с мене да ме подсеќаш дека треба да дојду на време, затоа ето е. Стварно? А што, на работу јарите се подсеќам кад е време за пауза? Па ти бе, шефе, него кој? Ти си ми на мене, шефе, тачно време. Тачно време? Да. Како тој бе, не сум ја Бранка Станковска. Па, ова кој ќе ти кажа? Значи, земи и сработи га предмет 9 сати. Иди на паузу и врати се, сработи га предмет 11 сати. Земи, сработи га предмет 12 сати. Сак мислу дека е крајно време да земеш да га сработиш предмет 1 сат. Земали да га работиш најпосле предмет 3 сати. Браво! Браво! Да земеш да го исклучиш климу и остави га предмет за јутре 4 сати. Стварно ли сам така? Браво, ако сам така. За климу мислу, за да уштедимо. Де бре, мајко му, де, толку ли сам лош? Слушај, ја може да не биду тачно време ако сакаш. Може да биду и плашило, например. Што, може ја да смислу разноразни работи како тебе да те изплашу, например, како ти што викаш, можу да зему и да те казну 10% од плата. Може ли? Може. Може и друго. Може. Например, може да зему и да те казну 20% од плата. Може и тој, нели? Па може, како не може. А може и треќа работа, скроз нешто друго да ми текне на памет и да зему да те казну 30% од плата. Бе, глеј, шефе, за 30% не знам. А за 10% ако ме кажеш, па тој и не е толку многу, шефе, па ја од малечак не се плаши од ништо. Не се плашиш ти од ништо? Дебе ти што си? Бре, од ништо. Мора с нешто барем да су те плашиле од малечак. Например, жвакаќу, ако глотнеш, не ли су ти викале, ќе ти се залепи в црева и готово, ќе умреш. Не. Викале сам ако глотнеш жвакаќу, кад ќе прднеш, ќе истеруеш едни балони на улицу, од гузицу. Страшно. Страшно. Бе, не страшно, срамота. С толи су те плашиле. Да. Тие бе нешто по-детски, нели су имале нешто, не знам, баба Рога ќе ти зеде, нешто такво. Не. Баба Рога мене ми предаваше македонски у средњу школу. Такој го вика са професорко. Да. Не сум имаја страо такво нешто. Не. 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 Чуден тип си ти, него ти кажу право. Не знам што да кажу. Знаеш колко време ти останува тебе до пензија? До тули го дотерам, а? До пензију, нели? Еве бе, још 6 години. И сак, што треба још да знаеш? Па не сме го дотерали, еве, виж, за 6 години ќе го дотераш. Добро, да. Ама заш да го дотераш било како? Сакам да ти предложу нешто. Правиме едну радну групу, ќе работи преко времено. 11 сата ќе работи. Ќе се плаќа повише, ама плюс и придонеси ќе има повише. А ти пошто од ништо не се плашиш цел живот, еве и од работа валјда не се плашиш. Повише придонеси, па поголема пензија јутре. Па може да се збогатиш и ти малце. Бе, шефе, бе.
Тая група може да работи цел ден. Па ништо, ти знаеш дека куде нас се богати преко ноќ. Значи, дефинитивно с тебе нема разбирачка. С тебе само да пројде са некој вунасов дека батко крупан, да ти лупне едну, да ти се стамни, па ти се после богати преко ноќ колко сакаш. Не га фалу, кажа фали. Фали ми. Аха. Па добро да ако ти фали, после како беше крај, што требаше, па добро да ако ти фали. Фали ми. А, за 30%? Не ја знам. Те што се те паци видели. Дај га тој шише што га фалиш. Не га фало, не га фали ми. Кај ќе закасниш на работу са вале немаш гајле, абе кад закасниш на работу потреба нема да ме некој Бацкај да ме подсеќа. Дека да не ме треба подсеќа така. дека треба да правам глупости. Сега заврви текст нато. Ме почекай ти да го забравиш. Салте јали. Ајде, ръбни! По добро де, дај сак тој шише што га фалиш. Не ми фали, него ми фали. Не га фало, не га ми фали. Ама ако ме казниш 10% од плату, па тој не е толку многу, с обзир на тој колку голему плату ми. Што ме мене молиш бе, не сам ти га ја испотребив. Испотребив, На тој место и готово. Гледам те, гледам. Ама чекам те баш кој треба да изреагираш. Па тако бе, па за тој те гледам. А да видам, не, дали ќе се смееш или не? Што ме мене молиш, не сам ја крив, не сам ти га ја року испотреби. И злоупотребија. Ја од малечкога не се прас. Не се